Код. Клуч за вистината. Со Снежана Лупевска. Добро вечер. По откритието на код за гробот на Панко Брашнаров, чиј коски од Голи оток се префрлени на загребски Мировој, многумина ни се јавија со молба да ја дознаеме судбината на останатите македонци кои завршиле на островот на страданијата. Па во овој код ќе ја прикажеме голготата на македонските голооточки затвореници, сведоштвата на жртвите, но и нивните джилати. Оти нивната судбина била предодредена заради еден збор, заради една несреќна реченица, еден остров кој крие 16.000 жигосани судбини заради посветла иднина. Погледнете го документарецот. Ова е приказна за една завера за молчење, за еден казамат, за едно идеолошко слепило на омразата, за едно несватливо човеково патење и за еден срам на времето. Наша револуција неće поести нашу дjeci. Onu našu djecu koji su posrnuli, skrenuli, mi ćemo preodgojiti i vratiti na opet onaj ispravan put. Но гладна за апсолутна власт, југословенската револуција набргу почна да ги јаде своите деца. – 1948, 3 години по победата над фашизмот. Југославија го гради својот социјализам. Треба да се сочува она што крваво со војна се стекна. То смо и ми веćina сматрали да Југославију требало сочувати. Апсолутно, разумете. Ali to nima nije opravdanje da oni tolike ljude i na takav način, razumete, maltretiraju na Golom otoku. За ništa. Советскиот лидер Сталин го обвинува југословенскиот маршал Тито дека скршнал од комунистичката идеологија. Со резолуција ги повикува сите југословенски комунисти да му завртат грб на Тито и да се приклонат кон Советскиот сојуз. Тито ја отфрла резолуцијата и на своите граѓани им поставува ултиматум: или јас, или тешко вас. Кој е за Сталин таму? Кој е за Тито ваму? Ти што за Тито останува, ти што за Сталин на Голи оток. Најдом на една раскрсница. Набаке да тргнам, ваму ќе сгрешам. Набаке да тргнам, ваму ќе сгрешам. Самите не знаеја што да се прават, не знаеја кај да се определат. Дали од кај Сталина, дали од кај Тита. Pitanje informbirova, to je krupnije pitanje. To je pitanje rata Rusije i Staljina protiv Tita i Jugoslavije. Nije to za grupu nekakvih sad, u tome poslu, u tome sukobu, ljudi su se podijelili. I nisu samo Makedonci pošli na Goli otok. Crnogorci su cijela vlada pošla na Goli otok. Постојат многу места на светот на кои луѓето доаѓале или како патници намерници поминувале, се задржувале.
заминувале. Ова е поинакво место. До него не можеш да дојдеш ако цврсто не си решен да го посетиш, или ако на него не си доведен. Само на ова место криците од болката и наредбата удрија бандата се кондензирале во воздухот, па во немоќ Севишниот ги претвора во дожд, што наместо солзи од небото ги испраќа. Немој Благое, не мисли тоа што поминало, не мисли сега што ќе дојде, не мисли тоа што поминало. Немој, молим те, не мисли. Не, таму ми е памет и готово. Од земјата израснуваат остри камења, како спас за оние кои сакаат да си ги скратат маките од неописивата тортура, која во име на партијата ја правеле зверовите во човечка кожа. Драстан е случај jednog mladića, polaznika vojne muzičke škole, koji je na Golom otoku toliko bio, valjda kao dečko koji nikad se nije ni na čemu napatio, toliko je za njega Goli otok bio nepodnosiv, da se on kod gradnje jedne zgrade sa prvom kata svjesno strmoglavio na oštri kamenjar i tako izvršio samoubojstvo. Овде и само овде дува велевитската бура. Времето и се плаши, часовникот застанува, ја остава да дивее и чека овој кварнерски ураган да ја издува во заборавот нечистата совест на оние што го измислија, оние што го создадоа островот на смртта. Mi smo pravili greške, pravilo zločina, pravilo svega toga je bilo. Ali to nije bio sistem naš. To su bili ekscesi pojedinaca ili grupa koji su se na taj način snalazili i pravili sebe nekakvi spomenik i uzimali nekakvu vlast. Проколнат ли е тој македонски пиреј, па така жилаво му пркоси на моментот, на патилата, на времето, па како манифест на истројот, мораше да направи токму македонец да биде последниот голоточки затвореник. Здраве Барутовски. По цели 9 години на островот на ужасот, жив се врати дома. Ја еден. Немаше други. Сам останавте после? И останав ја сам на Голи оток. Никаде нема да најдете табла со неговото име или патокас што посочува кон него. Мирисот на крици и болка нафатена врз острите камења од кои дождовите веќе имаат испрано згорчената крв, ви ги мобилизира сите сетила. Тогаш со сигурно знаете, ова е Голи оток. И не донесе во Свети Јурај, тука е едно остарво, дали беше црквеница или тоа не донесе тука, ноќе тоа. Ноќе и тука не растоварие и од тука во брод. Во еден брод пунат се викат. И не качи на поваре и кога ќе добавме немае. Разбиш, таде кордон, луѓе и ние врвевме, ние како што бевме по двојца врзан, ја бев со еден другар врзан и гледам само кај ќе паднам и фрле така без степеница не туркаев натра во бродот. И ја гледам кажа, шта гледаш ти, знаеш, мопцу, шта гледаш? И неколку бок се ми удари и ја паднав натра и целиот бев отечен, очите ми беа затворени. 3 години од како првата група казненици стигнува на островот, тортурата добива совршени димензии. Тука треба да се скрши човекот, не само физички, туку и психички. Тој мора да каже име, кој знаел за неговата непријателска дејност додека бил на слобода. И кога да дам? За татка ми да дам, за мајка ми, за братучеди, родбини имав, а и пријатели многу, кои сите ни верува и сите беа исти како мене. Сите беа исти такви. Што има ја да го кажувам некого, да давам изјави и треба да дода на суд. Да го донесат на Голи оток? Да го донесат на Голи оток. На парче хартија откинато од вреќа цемент, скршените казненици често пишувале име, несвесни дека пишуваат уште една тажна голоточка судбина за уште еден уништен човечки живот. Uzma poziva toga čovjeka. Pa vidiš, taj, pozdrav ga, pa pozdrav. Po njej napisao to i to, da si ti znao što on govori. Zašto ga nisi prijavio? Zašto ga nisi? Pa nisam.
A u Ustavu FNR piše da je svaki građanin dužan svako neprijaznsko djelovanje prijaviti. Ti ga nisi isti kao i on. Dovoljno je ovo ime da taj čovjek dođe brodom na Goli, veliki linč, da bude u tim pavionima, da jednog dana i on traži cedulju i opet paše neko ime. Doće novi ljudi na Goli otok, a Goli otok mora raditi. На Голи оток му требаат жртви. Револуцијата е гладна за предавници. На удба и требаат имиња. Во немоќ и болка се губат семејните врски. Синот го пријавува татка си, како предавник. Имаше еден од Македонија, татка му го пријавил и донесе таму, после го тепаше татка си. Една видна личност, разбираш. Една видна личност која си го тепаше својот татко. Jedan čovjek, to je istina, piše na ovom komadu papira, optužuje svoga oca. Moj otac je znao što sam ja mislio, što sam ja govorio. Optužio nedužnoga oca. Kasnije, taj čovjek koji je optužio oca, preživio Goli otok, svoj ispovijed piše. Kaže, optužio sam nedužnog moga oca, jer je on jedini čovjek ko će razumjeti nevolje kojim sam ja bio i to mi oprostiti. To će mi oprostiti, a da sam ja optužio nedužnog moga prijatelja, taj mi to ne bi nikada oprostio. A to je Goli otok. Деноноќна работа, се кршат камења, се редат, а потоа некој ќе ги урне за да нареди одново да се наредат малку погоре. Луѓето повеќе не личат на себе, не личат ниту на луѓе. Дење да ќе ме носиме камења од уда до ронаму. Да ќе ме 500 мета ќе и носиш, ама не смеш на тезгерето да ги пуштиш. Ако пуштиш тема, не смеш да пуштиш, а не држат да раците. Друга ден ги враќавме назад камењата. За никаде беше. Od 65 kg na 35 kg ostavilo tamo. Čovjekove snage su ograničene. On može patiti do određene mjere. Kada se ta mjera napuni, on više ne može patiti. Tada dolazi kod čovjeka do moralnog podcrtanja. I čovjek se urušava u tu jednu masu gdje živi u ovom prostoru. 3000 ljudi, 3500 ljudi u jednu masu ljudi koja viče, udri bandu, koja jedna drugoj preti, koja jedna drugoj prijavljuje. To je moralno urušavanje čovjeka, a to je jedini način da se odozna iduća živa glava. Две дрвени прачки, на средината штица на која се товари камен. Навидум проста алатка. Ова е суштината на голооточкото перпетум мобиле на смртта. Тезгере или трагач. Кој би помислил дека оваа направа може да биде толку софистициран убиец? Svakodnevna tortura je bilo nošenje kamena na tragaču. I tragači su bili takvi da je prednji dio je imao kratke drške, a zadnji dio je imao dugačke drške. Onaj koji je bio na udaru, taj je morao biti spreda. Znači, on je bio gonjen, a ovaj koji ga je gonio je bio tragao. A kamen se je stavljao uvijek tako da je na prednjoj strani, da je težina glavna na prednjoj strani. I s tim, i on je morao cijeli dan, ovi su se od traga smenjivali, a ovaj je morao nositi, su trčali do iznemoglosti. Со тезгерата што викаш ќе носат камења. Ами тоа камењата волкови големи. Kažnjik koji je pao, nije mogao više dići na noge, je iscrpljen. Prebili su ga drugi, ubili su ga. Njemu je jasno, ako on padne da je on gotov. Njemu je to jasno. On će stajati na nogama dokle god može. Kad padne, on je gotov. Jeste bili vi u takvu situaciju? Jesam.
I tada taj čovjek, stavlja mu se tako jedna žica, jedan drog, i to se mu stavlja preko ramena. Sada taj drog se usjeca u vrat. Tezgare na ramenja. Ovdje kad on imaše ramenja pravi, ovdje ovamo mačkani i rani. Na камења волками на грбот ги носат. Казнениците не смееле да седнат. Цел ден се стои, а ноќе се спие на даски, на кој човек може да легне само на рамо. Му викам ја на еден мој земјак, албанец, и му викам, слушај бе Кемал, и тој вика, шо преме за водичка нема, му викам. Абе рече, нема нигде уце морската, рече, шо фрляме за клозет, водата, бурето, тоа рече. Тоа не се пиет. Ами, шо према? Рече, знај шо е? Тие некои луѓе, таму важни луѓе, имаше едно корито дрвено и во него им јеле нозите водата. Измиле сите нозите, ама налегнала малце и јас се навалив и пиев од таа водата, што ми јеле нозите. Ги терледен просто да моча и од таа вода да пие, тоа не ти кажав, од таа вода да пија, од мочките. На Голиоток властите не ги тепаа затворениците, ке рече Капиџич, и не е далеко од вистината. Стражарите и милиционерите најмалку тепале. Тоа го правеле затворениците, меѓу себе. Тепаш, оти ке бидеш тепан. Бе приселени. Не може да издржат некои луѓе. Имаше луѓе кои што дома оставиле болна мајка, татко, деца, жени. Си викат, што сака да ми... Значи, тие се надеа ако си со власта, ќе те пуштат. Може и порано ќе испаднеш, како да си се поправил. Разбираш? За да си се поправил, треба да докажеш. Да тепаш. Да тепаш другари. И настана меѓусебно тепање. Еден со друг да се тепа. Еден со друг. Еден со друг да се тепа. Ги тереле. Тие ги тереле таму главните што си. Ти вика, ево ти, да се докажеш, оту си превоспитан, ево ти, ово е банда, треба да го тепаме. Ајде истепај го. И ти се мора да тепаш, ако сакаш. Ако неќеш, ќе видиш тепа. Да се биде сопруга или член на семејство на голоточки затвореник значи да се биде надвор од општественото живење, да се биде изложен на подсмев и презир. Само што го затворија врачата, утрето, струјата ми ја прекина. Ја купи саат, стави го, они ќе додат од централа, ќе пуштат струјата, они ќе сидат, они ќе ми исклучи. Децата на канделце ми учеа. Едно кандело кај ним горе, едно ја унишата. Русок, вечера правам. Тој кој падна затвор, ме остави со 150 динари, а не ми каже ти ќе оди затвор. Со 150 динари, тогашни пари. Од тука посам дојдат комитет. Оде по куќи, шо пие тие затвор политички, оде по куќи. Прашува, дошо живеете и како живеете? И ја му викам од Мишо, со 150 динари ме остави, свекарва со мене, 2 деца ми остави, едната беше 3 години, друго беше 6 месеци. Кога бевме во 7 и 8 деление, тоа е 58 и 57 година, тога некоја имаше една реакција. Одев начко во старата гимназија турска. Таму имаше некој третман, како да сум друго дете.
А и моите професори тогашни не можеа да сватат дека ја живеам тешко, дека немам татко, дека патам поради тоа што сум без татко. Не го познава. Што ќе познам татко 10 месеци дете или она 2,5 години дете која го затворија. Што ќе познам кој е после 4 години? Бега од него. Оној Чичко Атанас, оној Чичко Борис, оној Стреде што седи меѓу ним, не го познаваме кој. Тој е татко. Татко ми не е вратен, меѓутоа тие што се вратиле и после тоа имале известни реперкусии. Исто така, од кога јас сум завршила високо образование, ја имав голем проблем со вработувањето. Бев апострофирана како ќерка на инфобираш и јас и покри тоа мојата професија која што е малку дефицитарна и што беше во Велес, јас не можев да најдам работа во просвета. УДБА има решение, упатува на разводи и откажување од осудениот. Вика, он сгрешил, откажи се од него. Он не е за тебе. Не реков, он е за мене кристал. Ја не можам од него да се откажам. Само смртта може да не раздели, реков. Мој другар што бе, се премажеја, знаеш, ја и му викам, немојте жени, од роб и од гроб не иди. Му викав, никако мажене, ки дојда, не се враќа, ки се врата, и се вратие. Шеснаесет илјади луѓе ги почувствуваа страдањата на Голиот Оток. Тука умреа близу 1000 казненици, но никој не успеа да избега од островот на смртта. Поточно успеа само еден. Еве како. Jedan mladi čovjek koji je došao iz Beograda i kada je vidio to zlo, kada je došao na taj otok, želi pobjeći. Ali jedini način da bi pobjegao je smrt. I kada su mi radili negdje, dakle, izvan ove prostora žice, on je dohvatio jedan veliki kamen, prigrlio ga je na prsa, on nema žicu da bi ga vezao za sebe, on nema žicu. Zagrlio je kamen, sa jedne stijene bacio u more i njega nema. I njega su našli 4. dan na dnu mora, on drži u zagrljaju kamen. Znači, on nije pustio kamen kad je bacio u more, što bi normalno bilo da se spasi, on je u zagrljaju sa kamenom i umro u mora. On je pobjegao sa Golog otoka. Pobjegao u smrt, ali njemu je ostao živ čovjek. A u nama je tim sistemom Golih otokov ubijen čovjek. A to je svrha Golog otoka. На средината на островот под неговиот врв имало дупка длабока околу 7 до 8, а широка 20 на метри. Во најголема тајност, во 1950 година на дното на таа јама се отвара логор со службено име Р-101. Јас сум бил таму едно 10 месеци во Петрова Рупа. Наменета е за посебна категорија политички казненици. На дното на јамата е подигната барака за сместување, кујна и простор за превоспитување. Затворениците од јамата никогаш не ги виделе останатите казнети. Кога тука е донесен председателот на Црногорското собрание Петар Комненич, тој викнал: "Па тоа е дупка." По него го крстивме Петрова Рупа. On je najgori bio informiran sam, nisu znali što će s njim. Eto, to je bijenje. I onda ga stavio u rupu, da ga izolu. Zato se to zove Petrova Rupa. За постоење на друг затвор на островот не смеело да се зборува. Во јамата имало околу 130 затвореници. Тоа биле истакнати комунисти, многу народни херои, доскорешни министри и угледни луѓе. Тоа е една рупа голема. Тука понапред ваделе, копале на оне да бараат боксит за алуминиум. Ама не нашле доволна количини да може да експлоатираат таму рудата.
И така остани овие, бараката е таму долу е местна, и најтешките кладенници ги носе таму. To nije nikakva rupa, nego je ona ravna, mala površina i ta je rupa stvorena u obliku male kućice, ali kao za djecu da se igraju. U toj kućici može tu se držali pse ili ne znam tamo što. Jer to nekad na to ostrvo bilo neke ovce, neko gajio, neki seljak, šta je. Бројни се примерите на невидено нечовечко мачење на луѓе на островот. Преживеаните како еден раскажуваат исти, страшни и тажни приказни. Капичич, творецот на Голиот оток, тврди дека се е измислено. Логорашите и Капичич никогаш не се сретнаа повторно. Никогаш не си погледнаа очи во очи. За генералот тоа се предавници на својот народ. Тие пак за старецот велат: сите се борат за подобра иднина, само Јово Капичич за подобро минато. Mi ne uspoređujemo Goli otok s Jasenovcem ili sa Mathausenom, s obzirom na ubijanje ljudi. Ali uspoređujemo ponovo po čemu je on u svijetu prije svega poznat. Po tom uništavanju, ubijanju ljudskog dostojanstva. Po tomu nijedan logor nije takav bio. Zašto su ljudi slati na Goli otok? Da se prevaspitaju. Jeste vi izašli prevaspitan? Jesam, naučio sam da moram paziti što govorim i da šutim, ali prevaspitao se nisam. Mi bi to podavili sve komačke. Sve to što bi bilo peta kolona da nas uništi. Ne nas pojedinačno, nego naš sistem i zemlju koju smo stvorili. Nije branio tamo nikakvu Jugoslaviju, nego su tamo ljude mučili. Da je sistem mučenja ljudi, to je jedna laž, okrutna laž. Ujutro sunce još nije pravo ni izišlo, vjerujte na raz. A mislio sam, vi koji ste ušli ovdje, kanite se svake nade. To je od Dantea pakao. A da sam ja to glasno rekao što sam mislio, prebili bi me. Jedan jedini čovjek nikad nije tučen. Možda je neko šamaran, to ne kaže ovako. Možda neki policajac. To sad, znate što je zatvor i zatvor. Prva grupa je na Goli otok došla 9. srpnja, 9. jula 1949. Prva grupa. Već u tom mjesecu i do kraja te godine bilo je nekoliko mrtvih. Od svih tih posljedica, iscrpljenosti, mučenja, tuče i svega što se događalo, izgladnjivanja, izžeđivanja. A što se tiče nekih koji su umrli na Goli otok, ima, da je umrlo od bolesti, ne od tuče. Pa čujte, mi smo dobivali, ako smo dobili čašu od 2 decilitra vode dnevno, može se misliti što to znači na takvom radu, u kamenu, a ljeti, na primjer, u takvom klimatskom području. Kako možda se prevaspitava čovjek koga bijete svaki dan? To ne može, možda vas mrzi. I da nije informiran, on će da bude. Ja sam isto ono što sam mislio, još i gore sam posle mislio i o državi i o režimu. I o Titu i o svima. Jer do prije sam vjerovao da Jugoslavija je ipak država koja stvara, gradi socijalizam. Ali nakon Golog otoka bilo mi je jasno da tu nema pravde. Ma ne govorim ja da je to bilo čisto vrijeme. To je daleko od toga da je bilo čisto vrijeme. Nego je tu bilo prljavština na gomile u kojima je vlast bila iznad svega. Додека власта молчи за ужасите на Голи оток, голооточкиот казненик Здраве Барутовски цели 9 години успева да го држи жив човекот во себе. Како во приказната за Оскар Шиндлер, дури и успева од сигурна смрт да спаси стотина затвореници која делат неговата судбина. Почна е веќе втора група да носет на Свети Гргур, туе далеко, километар 2, острвото Свети Гргур, и донеса сите понапред што биле в затвор. Министри, генерали, си видели сите луѓе дошле таму. Ама таму разбрало, јас сум во лабораторија. Некој што бил тука на преглед, кажал, вика, таму е Барутовски, вика, лабораторија. Има поверење во мене и знае дека ќе им помогне.
Вика, тој е наш човек. Вика, едини тој, ако помогне, помогне. И таму направиле една петиција. Сите тие иницијаторите ги ставиле да ги ликвидирате и во некој подрум и таму ги мачеле. И кои се иницијатори 10-15 души. Али чуле од дека јас сум, другите вика Барутовски е таму, вика во лабораторијата. И еден се јавуваат за преглед. Вика, ваки случаи. Ако можеш, вика, нешто да помогнеш од тие се луѓе за да ги ликвидираат. Шо можеш прави, како прави, вика, да им даеш боловање. Нешто. Реков, слушај и се договориме. Сите тие стари се луѓе имаат некој желудоцот, има чир, некој има бубрези, некој има притисак. Ваму, таму, отприлика, знам. Секој што си ги имат од дома болестите, со ними ќе се јавит. И ќе дојде во лабораторија. А ја тука, ако ќе му даме документи, ќе го спикна во болница. Тука имаше болница, близко. Шетајќи по Голи оток имате чувство дека во тишината ги слушате криците на 16.000 затвореници кои ја поминале оваа Голгота. Над зидовите се уште стои паролата: ние го градиме островот, островот не гради нас. Едно е сигурно, единственото што е изградено на овој остров се тажни човечки судбини. Време ги лечи болките, но ги зацврстува спомените. Сталин повеќе го нема. Тито и Хрушчов си подадоа рака. Сите голоточки казненици се враќаат дома. Но не и здраве. Тој е судбински предодреден најдолго да ја чува живата рана на голоточките ужаси. Како последен политички затвореник, пуштен е на слобода 6 години по официјалното престанување со работа на Голи оток како затвор за политички осуденици. Дури во 1962 година, за да го изгасне светлото на најтемното мачилиште во Европа по Втората светска војна. Многумина од оние што заминаа на Голи оток повеќе никогаш не се вратија дома. Многумина пак веќе не се меѓу живите. Оние пак кои ги крепи здравието како Здраве Барутовски, никогаш нема да се ослободат од она што го преживеале на Титовиот остров, на страдањата и маките. Оваа емисија е спомен за сите нив. Ви благодариме што уште еднаш бевте со Кот.